Иначе сирењето е кози. Значи се мози, се подсируват и в халап се клават и се излагат халапчето. Колку имате кози и како е обработката на ова сирење? Па околу 30 кози имам. Има повеќе, само ги дадов. Сега за преработка со маја ти викам да се измози, да се исцеди, со маја се засируват, се постоват и в калап се става. Потоа после кога се издои времето, се ваѓат и во соливка ќе се клават. Десет кила млеко, да дојде 2-2,5, зависи може од количината на млекото, колку идете. Па ти поставам за луѓе што ми порачуваат млеко, оставам, тоа е значи за како да кажам за прокомоди свет. И мосто по кило, 2, некој ми бара 3, како е, така му давам на луѓе од Крушево и дат од село, ми дат битола им сега порачано за млеко. Порачки имам, сам не можам да тасувам. Мај сам тука сум, со супругава кој не е тука смора. Значи, како ти кажам сега што сам сум, не можам толку да надам. Пред деца, па кози, па едно, друго, стока. Да идејата дојде со детето на училиште, татко ми рече, ајде да една коза, две од една, дојде од сега 30, а 40 нешто дадов. Значи сам сум детето да работа и тоа почна. И супругата. Значи сега за сега сам сум. Сам ја си произведувам сирење. Ке младите немат. Се ние што сте постариви, трако интересират младиве, да речем син ми, ќе чуваме. Значи нема изцеција друго. Од тоа, од јаре, нешто сиренце, млеко. Па сум со намера да чувам. Да чувам, ако не седам туто нешто, ќе чувам козите. И овци сега ќе си имам 10 и ќе се намножат и тие.